Пристигна новата апаратура во Велешката болница со помош на новиот анестезиолошки апарат кој што го обезбеди Министерството за здравство. Веќе се направени 20 на операции. Доставен е и новиот гастроскоп кој ќе биде ставен во функција следната недела. Болницата денеска ја посети министерот за здравство Никола Тодоров. Вели дека новата опрема, но и онаа што пристигна пред неколку месеци, ќе придонесат за значително подобрување на здравствената услуга за пациентите. Веќе е набавен и ставен во функција апаратот за анестезија. Тој е набавен на местото на стариот апарат кој што беше повеќе од 20 или 30 години веројатно, кој што го отслужил своето. Новиот апарат е ставен во функција, веќе на него се направени на 20 процедури, односно операции. Исто така, во оваа болница, како што најавивме, веќе е набавен и доставен апарат за гастроскопија. Овој апарат ќе биде ставен во функција и во мој термин веднаш по празниците. Со овој апарат ќе може да се прават двојно повеќе интервенции од тоа што се прави до сега. Ако до сега се правеа само во текот на една недела, 2 дена, ваков тип на диагностички процедури се на интервенции, сега ќе може тоа да се прави секој ден. Директорот на Велешката болница е задоволен од работата на установата. Очекува до крајот на оваа година да пристигне уште еден апарат во болницата. Ќе се подобри квалитетот на здравствените услуги што ги даваме на пациентите што доаѓаат во нашата болница. И се разбира новата апаратура која што сме планирали да ја донесеме до крајот на болницата, кој на пример новиот колоноскоп што планираме да го донесеме, се вкупно значи позадоволни пациенти. Во следните месеци ќе се реконструира фасадата на болницата. Комплетно ќе бидат реновирани и неколку одделенија. Договорот со компанијата која ќе ги изведува градежните работи ќе биде потпишан денеска. За реконструкција на Велешката болница беа предвидени некаде околу 25 милиони денари, а на еја аукција цената е падната на околу 18 милиони денари. Инаку овие средства кои што се обезбедени за Велешката болница се обезбедени како резултат на заштедите што ги направи Министерството за здравство со централните набавки и овозможувањето на конкуренцијата и паралелниот увоз на лекови, со што се заштедија вкупно 250 милиони денари. Според податоците, во изминатите 10 години, во болницата во Велес се реализирани околу 80 вработувања на лекари и останат медицински персонал.